Борете, навистина ќе бидам краток, колешки. Навистина краток. Ние, овдека, колешки, немаме потреба да се препираме меѓу себе. Не беше овдека колешката моја од левата страна, која што тврдеше дека трансформаторот ќе биде во функција во септември. Беше еден министер. Ви излажа вас, не излажа и нас. Тој трансформатор што сега е пристигнат, а се уште не е монтиран, резултира со неработа на еден цел блок во континуитет. За еден друг голем наш енергетски капацитет, истиот министер вели, ние сега правиме ремонт. А преходно дискутиравме кога го имавме ова за трансформаторот, кога се прават ремонтите. Требаше пред 3 месеци. Реалната состојба е дека таму има некој специфичен дефект, не произведува струја, тоа се замачка, се вели дека е ремонт. И вие не сте крива, не треба вас да ве прозиваме, но имаме некој што е заложен да работи работата како што требал да работи, не ја сработиле. Резултатот е на крајот, нивните на пресови најавувани изјави, дека ќе се зголеми драстично производството на струја, не е такво. Сега не ќе да ве замарам повторно со бројки. Потврдуваат и во производството кај вода, и производството на и кај термоелектраните. И тука немаме што понатаму ние да се надмудруваме. Она што мене ме загрижува, дека се движиме кон банкрот, како држава. Сега некако избоксувавме кредит од ММФ. Добар, лош, во која група сте биле, не е ни важно. Како го добиле, укажавме. Многу потешко од предвиденото отсуство и така натаму. Но тоа е чекор пред аранжман. А по старите колеги овде, нека ви кажа што значи стендбај аранжман со ММФ. Тогаш се ова што го војлиме ние, двојно порадикално ќе мора да го превземе државата. Тек тогаш ќе знаеме да го стегнеме ременот, да испуштаме луѓе од работа, да кратиме трошоци, со цел да преживееме. Таа комоција што сега со ова драстично рапидно задолжување ни се прави, идентичниот период за кој што се задолжуваме, идентичен таков период ќе ни биде потребен за да се вратиме на. И имаме држави во нашето соседство. Видите ги, колешки, ве молам, слушајте ме. Видите ги показателите што беа кај нашиот јужен сосед, пред големата криза да имаат. Сетете се вашата сестринска партија што веќе не постои, зошто веќе не постои? Зошто беше приборана такви чекори да бидат направени? Колку драстични мерки беа направени заради неодговорно задолжување? А ние веќе грабиме. Двојно поголем имаме износ на задолженост од пред 5 години. Од сите влади заедно, како и да гледаме, задолжени се повеќе од сите влади заедно наназад. А не можеме да се пофалиме со работи кои што ни обезбедиле подобри услови за живот, кои што обезбедиле подобри услови за работа на фирмите и подобар развој. Тоа е мојата загриженост. Но, како што кажав, веќе можеме да компарираме многу блиски периоди, за неколку месеци повторно ќе имаме оваа дискусија, а ние сме тука да ве потсетиме на проекциите и на уверувањата кои што се разбира повторно нема да бидат реализирани. Благодарам. Ви благодарам.